Одиме со Студио 10 на телевизија 24. Наш следен гостин Никола Димитров, поранешен министер за надворешни работи и исклучително актуелен, особено изминативе денови, по оној француски предлог за кој што денеска гледаме пишување и од многумина. Некои се согласуваат, некои не се согласуваат. Има и такви кои што ќе видите буквално секаков вокабулар. Можам само да кажам добре дојде за Димитров во Студио 10, веројатно навикнати сте вие на Добре ве најде. Сите тие критики. Брисел е центарот на збиднувањата. Може ли пред било што да почнеме со разговорот, да ги видиме изјавите Шолц, Мишел, мислам дека и Еди Рама, во соседното студио би требало да го имам колега Тисо Мухич, кој што треба да ги преведува, бидејќи такви се законските регулативи. Одиме со изјавите. Најважната работа е да работиме заедно и ќе вложиме максимални напори Европскиот совет да се осигури дека целата ЕУ ќе даде едногласно да. На овој важен состанок утринава изразивме желба и за Западен Балкан со јасна порака. Ги следиме одблизу состојбите со Бугарија околу интеграцијата на Западен Балкан, за да можеме што е можно побрзо да овозможиме интеграција на Албанија и на Северна Македонија како врвен приоритет за интеграцијата во ЕУ. Исто така мора да се осигуриме и за Босна и Херцеговина да напредува на својот пат, односно институциите да ја завршат својата работа. Срамно е што една земја членка на НАТО, Бугарија, киднапира две други земји членки на НАТО, Албанија и Северна Македонија, и тоа во време на една жешка војна во дворот на Европа, при што 26 земји членки седат. Жртви? Не. Никогаш не сме биле жртва, затоа што едноставно знаеме долго време ние не го менуваме нашиот курс. Она што треба да го правиме е да продолжиме да ја градиме Европа како наш дом. Отворен Балкан е реалност и вистински одговор во една ситуација додека чекаме интеграцијата кон ЕУ, за која нема друга алтернатива. Не ни треба регион кој ќе оди наназад, туку напред. Отворен Балкан е отворен за сите. Ние сме во првите редови, на првите места. Со други зборови, како да возите кола во прв ред. И ќе продолжиме да го правиме тоа. Затоа што и нашите деца ќе ме прашаат што сме направиле за нив. Северна Македонија е кандидат веќе 17 години, Албанија 8. Ми посакуваме и добре дојде на Украина, да добие кандидатски статус, но добро е украинскиот народ да нема многу илузии околу ЕУ. Еди Рама, саркастичен, ироничен, директно во лице на Европската Унија, онака како што сме навикнати да го слушаме, особено изминатиот период. Димитров уште изјавата на Борел дека една земја го блокира целиот процес на проширување. Денеска не е добар ден, бидејќи требаше да го започнеме пристапниот процес со две земји, но не можеме затоа што една држава го блокира
целиот процес. И сега во целиот ова констелација имаме предлог, француски предлог, Ковачевски не го видов со изјава, но вчера конечно излегува со некакво објаснување за тој предлог и кои се позициите македонски на социјалните мрежи, веројатно по серијата, како да кажем, сериозниот притисок од голем дел од јавноста. Го читавте, кај нас обично никој ништо не чита, меѓутоа и предлогот, ако е тој предлогот, не знаеме дали е тој предлогот на БГНЕС, па одеднаш почнаа протоколи, па одеднаш почнаа акцијски планови. Имаме секакви изјави. Димитров се најде во центарот на вниманието затоа што почна со критика и сега тука не останаа равнодушни. Од каде да почнеме? Ова е срам, дебакал за Европската унија што го гледаме денеска. Ова парада. Нашево искушение, крупно, мислам, ние сме како народ навикнати на искушенија, но ова е едно од покрупните, е резултат на две работи. Прво, војната во Украина, руската агресија, која што создаде една геополитичка констелација во Европа да им се даде надеж. И затоа Европската унија ќе им даде кандидатски статус на Украина и на Молдавија и условен на Грузија. Голем дел од земјите членки велат, а вамо на Балканот што ќе правиме? Толку долго време чекаат, веќе не ни веруваат, ако нема и таму поместување, ќе направиме уште поголема фрустрација. И од тука овој контекст наметна една желба за некаков напредок и на Балканот. Затоа имаме кампања за кандидатски статус за Босна и Херцеговина, која што многу подолго чека, нели, од Украина и Молдавија. И затоа е оваа потреба да се почнат пристапните преговори со Албанија и со нашата Македонија, Северна Македонија. Е сега во таа желба за успех, француската дипломатија се мобилизира како председателство и посебно по председателските избори, а во текот на и меѓу двата круга на парламентарните избори, што завршија скоро, вториот круг, доаѓа во Скопје, доаѓа во Софија, разговара. Во Софија чувствува една исклучително комплицирана, тврда ситуација, а за жал, бидејќи такви сигнали дава нашата дипломатија од јануари наваму, поприлично очајни сме, сакаме успех, па дури на некој начин речиси по секоја цена. И резултатот на ваквиот предлог, зошто е толку отидено кон Бугарија, тоа е. Они сакаат успех, ја проценуваат вака ситуацијата, може да се лутиме, може да не се лутиме, мислам дека најголемата одговорност тука ја има македонската влада. Зошто? Има затоа што Сега знаете кога кажете ова и претпоставам вие сте ги ќе објаснам. слушнувале сите Ќе објаснам. критики. Па дури во една прилика јас морав дури да изигравам адвокат на Никола Димитров. Од кој аспект? Затоа што имате ситуација каде што нормално го обвинуваат Димитров сега, не знам зашто реагира вака. Па можеме да се согласиме или да не се согласиме дали е добар или лош Преспанскиот договор. Вие стоите цврсто за тоа, времето ќе покаже што е со Преспанскиот договор, но тоа е голема жртва која ја платија македонските граѓани. Но прашањето, односно поентата ми беше дека во неколку наврати, во неколку дискусии сум велел, па може и треба да се слушне Димитров, затоа што барем сите ние сме биле сведоци дека Димитров и Захариева на неколку наврати имало и лупање и на маса и трескање на врати. да, јас еднаш ги напуштив преговорите, излегов од собата. Што е различно? Кога Каракачанов кажа така наречен македонски јазик, јас ги прекинав преговорите со нив и излегов надвор. Што е различно сега? Знаете што е различно? Ние и во процесот направивме така како што бараше од поодамна Бугарија. Зошто мене Бугарија ми се лутеше? Затоа што одев по другите земји членки и затоа што барав да се вклучат. Затоа што ако сме ние сами во собата со Бугарија, они се членка, ние не сме, природно имаат доминантна една подобра позиција од нас. Они имаат посилна позиција, ние имаме послаба. Нашата вредност и надеж и суди на нивна страна. Е во принципите на Европа и во тоа што сме ние целосно во право. Немаме ние никакви аспирации кон Бугарија.
таа има кон нас. Особено кон македонците, кон македонскиот народ. И сега, ако ние глумиме финоќа и викаме, тоа е братски народ, тоа е пријателски народ, не се жалиме надвор, не викаме луѓе, знаете што ќе биде ако влезат овие глупости во билатералниве прашања во преговарачката рамка? Тоа е пораз и за вас, па вие сами зборувате цело време. Во новата методологија има една реченица: сите страни мора да се воздржат од злоупотреба на нерешени билатерални прашања во пристапниот процес. Во новата методологија што иницираше Франција. А денес Вархеј утрово на Твитер, комесарот надлежен за портфолиото, вика: ве молам Бугарија, ова да го ставам, на Silent. Ве молам Бугарија, прифатете го предлогот, важен момент е за Европа, сите ваши барања се во преговарачката рамка. Денес утрово на Твитер. И јас го ретвитнав со тоа реченицата од методологијата. Тотална спротивност. Па нели комисијата е чувар на принципите, на правилата, на Лисабонскиот договор, на членот 2 со вредностите, каде вели сите земји членки ќе ја негуваат јазичната и културната различност на нашиот континент. Како ќе ја негуваат ако го негираат македонскиот идентитет? Значи, ние процесот го направивме така, во надеж дека некако ќе ги одоброволиме. Цело време правиме по една отстапка кон нив. Преговарачката тактика на Бугарија е болшевичка преговарачка тактика. Вие правите еден чекор кон нив, они прават 2 чекори назад. И ако ние даваме сигнали дека сме очајни и дека сакаме ова леле, ова вето, како ќе го тргнеме, они свикаат, ние сега ќе го држиме ветото, додека не ги добиеме 100-0. Овој француски предлог е 95-5. Само една работа е останата, македонскиот јазик во рамката. А при тоа сме прифатиле да менуваме устав без да бараме нешто и дури сме ја намалиле вредноста. Со месеци представници на владата велат подобро, тоа не е страшна работа. Претходната влада барем рече тоа може да биде на крај на процесот. И владата може да вети дека ќе ги почне постапките за промена на уставот. Владата не може да вети дека ќе го смени уставот. Тоа го прави собранието со 2/3. Затоа, како ние дојдовме од германскиот предлог, кој што беше балансиран, како дојдовме до португалскиот предлог? Дојдовме така, како дојдовме од позиција 26 земји членки да ја разбираат целосно нашата ситуација, да викаат овие работи не треба да влезат во рамката. Само еден сојузник имаше Бугарија во последните 2-3 години, а тоа е токму комесарот Вархеј. Како мене лично председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен ми рече, бидејќи ја прашав, вика, може ли да ми разјасните која е позицијата на комисијата? Од сите земји членки ми викаат, преговарачката рамка не смее да се допре со билатерални прашања, а еврокомесарот, вашиот комесар, става предлози на таа линија. Ја компрометира преговарачката рамка. Она вели, ставот на Европската комисија е дека тоа не смее да се направи, бидејќи ќе биде пандорина кутија. Ќе направи преседан за сите што ќе следат по вас. Како ние за 5-6 месеци дојдовме од таква ситуација, со 26 земји членки со големо разбирање за нашата мака, принципите на наша страна, до цело едно обратно салто мортале, каде што сме под црвените линии. Вие имате изјави на Ковачевски и на Маричич, експлицитни дека не смее да се дозволи да се билатерализира преговарачката рамка. Како си дозволивме да се согласиме или да дадеме сигнал дека можеме да се согласиме, дека ќе го смениме уставот? Радев вика, бугарите не се малцинство во Македонија, овие 3504 што се изјасниле како етнички бугари, наши граѓани, нели? Како рамноправен народ, државотворен народ и така натаму, ама при тоа нема да го читаат делот од преамбулата кој што вели оваа држава е држава на македонскиот народ и така натаму и така натаму. И ќе имаат резервата за тоа да има логика, за да има едно фер решение. Во најмала рака Бугарија треба да рече кои се они и каков јазик зборуваат е нивна работа. Тоа што го кажа Ципрас и Коцијас во преспанскиот процес. Ние не можеме на еден европски народ во 21 век
да не му го признаеме правото сам да си каже. Само изјаснување, само определување. Добро, каде е утката направена? Сега според вас? Во пристапот кон процесот, во степенот на очај. Мислите дека Макрон или неговата администрација сам седел и го правил предлогот? Јас не сум убеден. Видете, прво, има тука поприлично сеење магла. Например, реченицата, еве за технологијата, како доаѓа до такви предлози. Мислам дека е важно за јавноста и за вашите гледачи да знаат. Овде се работи за спор меѓу две страни. Нема баш правна основа. Позицијата на Бугарија е позиција на моќ на сила, затоа што е земја членка на Европската унија. Нема правна основа. Во меѓународното право, ова е, они ќе изгубат 100-0 ако одиме на суд на арбитража, на предмеѓународен суд и така натаму. Значи, воопшто не е легитимен спорот. Имаме идејата на проширувањето е европеизација на Балканот. А со вклучување на овие прашања во преговарачката рамка, ние правиме балканизација на европскиот процес, обратно. И каква е технологијата? Ние ова што велат, чекаме да се изјаснат сите земји членки, па после ќе кажеме ние што мислиме. Па зарем мислите дека ако Скопје и Софија се согласат, после едно вакво тормозење од март 2020 година имаат сите земји членки, целата Европска унија политичка одлука, почнуваме преговори со двете земји, и со Албанија, и со нас. Зарем ќе има земја членка што ќе рече, не, ова се разбира дека главниот збор дали ова ќе успее, го имаме ние и го имаат во Софија, оти спорот те вклучува нас. Така што не е одговорно да немаме дебата во пазете што се случува. Преговарачката рамка, да знаат граѓаните, е како устав на пристапниот процес. Што треба да се прави, каква е содржината, кои се процедурите, колку ќе трае тој, со години ќе трае. Еднаш ако помине нема менување, непоправлива е работата. Јас ги разбирам луѓето што на некој начин се заморени од ова статус кво. 17 години сме земја кандидат. И се викаат, па добро, ајде, можеби и ова можеби да се голтне, којначе да зачекориме напред. Проблемот е што ова што ни се нуди е уште поголемо статус кво од ова што сега што го имаме. Со една крупна разлика. Блокадите на Бугарија нема да прават нервоза кај третите земји членки и проблемот нема да биде и на ЕУ, туку ќе биде само нас. Топката ќе биде постојано само во нашиот двор. Ако ние го прифатиме овој предлог таков како што е, не почнуваме преговори, таа политичка меѓувладина првата, веднаш што ќе се случила, што требаше денес да се случи, не ги отвара преговорите, бидејќи во предлог за заклучоците на Франција вели втората меѓувладина, што ќе се случи по автоматизам, дури и тоа не се допаѓа на Бугарија, штом го смениме уставот, тогаш ќе ги почнеме преговорите. Ама ние немаме двотретинско мнозинство за уставот и со право, заради ова што го кажав претходно. Ќе отворам уште неколку теми. Значи ова ќе не стави на еден паркинг, а проблемот ќе биде само наш, а внатре Бугарија има алатки, кој напиша негде една извонредна колумна имаше, ќе бидеме постојано во едно бугарско менгеме. И ние нема да бидеме фокусирани да се европеизираме, да не бидат независни судиите, да бидат и високите политичари во затвор ако имало корупција, да бидат медиумите слободни, да ја чуваме животната средина согласно европските стандарди, туку и за жал ќе бидеме фокусирани на задоволување на барањата на Бугарија, чија што е амбиција, мене ми е тоа многу жал, е исклучително антиевропска. Тоа што Бугарија нема храброст да ја дигне резервата од македонскиот јазик, кажува дека нивната амбиција е антиевропска. Дека тие не ја прифаќаат реалноста. Денес ние сме македонци. И тоа е наша работа. И ако таа амбиција Бугарија не се откаже, како ќе го решиме македонско-бугарскиот спор? Ние практично спорот од билатерален со наш амин, нашата влада е соучесник, ако се согласи со овој предлог, го внесуваме
и го испреплетуваме со еден процес што треба да биде демократски реформи и економски реформи. А ки? Тоа се преговорите. Акцијскиот план за сите ли е ист? За Србија, за Македонија, за Албанија, тука се отвори од оние кои што следат и оние кои што разбираат. Значи сега се направи таква карма каша кај голем дел од луѓето, бидејќи никој не чита. Јасно. Никој не знае што е. Да ви кажам 12 пати. Добро. Вас ви е тоа 12 по пати дефолт работа. го добив тогаш кога Франција го подели да земите членки. Тоа беше петокот попладне минатата недела. И секој ден тогаш го читам по 2 пати. Добро, имаш предлог, има протоколи, има акцијски планови. Сега тука се прави таква карма каша кај луѓето, што луѓето апсолутно ништо дали е акцијски план, кај луѓето едноставно дали Бугарија ќе окрене ветото или нема да го окрене ветото, и со оглед на фактот дека сме сирџиска нација, па не беше интересно вчера Чамбаски пред куќата на Бојко Борисов, па палеа фактли тамо, Македонија, не знам што како. Едно прашање на пример. Апропо молкот на владата. А зашто ба владата да се излета и да каже било што на ваков предлог? Ние сме во чекалната, така? Така. Ние чекаме земите членки да го кренат ветото. И сега може да се случи, на пример, седиме ние како држава, оставаме да решат што ќе решат членките, одлучуваат да го кренат ветото, повелете, говорам за формално правните технологии, Так. повелете ова е предлогот. И стигнува предлогот, ние како влада велиме, за нас, ова не е прифатливо. И сега, знаете зашто? Ве доведам во една ваква ситуација, бидејќи, например, некој ќе каже, може и тоа е добра тактика со оно што се случува во црквава. А па не сега Никола Димитров да ни ги прави, да ни крева тензии овде. Да ви кажам. Ама тоа го изнагледавте сесите. Ова со Преспа и со бугарскава мака. Преспа, многу од луѓето мислам дека разбраа, ќе разберете тие што уште не разбрале, го затвори македонското прашање со грците. Со голема жртва. Тоа Се беше лажеме. отворено. Така, со голема жртва. Грција направивме и ние чекори, се разбира, додадовме придавка северна кон нашето име Македонија. Таа е придавка. Добро. И дома да се викаме Северна Е Македонија. сега, Грција, И договор за добро од соседство. став да нема име, да нема термин Македонија во името. Знаете, ова со македонскиот јазик, тоа исто така не беше едноставно за нив. Членот 7. Ние сме македонци со сопствена култура, со наша традиција, со наш поглед кон нашиот идентитет. Грција направи конкретни чекори, затоа тоа е компромис. Можеме да кажеме дека го затворивме македонското прашање, бидејќи ние, живеејќи во Северна Македонија, сме македонци кои зборуваат македонски јазик. Овој предлог, вака поставен, не го затвара македонското прашање со Бугарија. Бидејќи таму има уште оспорување. Бидејќи има амбиција, дури еве едно прашање што гледам малку направи нервоза во јавноста и по социјалните мрежи, говорот на омраза. Проблемот со широкото сваќање на Софија на говорот на омраза е на некој начин тие продуцираат нервоза и без од наша страна, бидејќи ни чепкаат во нашата интима, во нашата етногенеза, во нашиот македонски идентитет. И вие кој имате шеф на соседна држава, кој што вика македонскиот идентитет е вештачка творба. И ние нема да дозволиме македонизмот да се легитимира во Европската Унија. Како да реагирате вие како македонец на ваква изјава? Па видите сега. И сега што ќе правиме ние? Они ќе прават лов на вештарки? Кој што кажал, како кажал? Затоа е многу паметно и јас не сум го видел. Решението се состои од 3 столбови. Заклучоци на Европскиот совет. Сега се во форма на предлог. Преговарачка рамка и opening statement, отворачка изјава на Европската Унија. Тие заедно ја прават генералната позиција на ЕУ за процесот за македонските евроинтеграции. И билатералните, тоа го фатив во 11-тото читање на предлогот, не е во еднина, туку е во множина, билатералните протоколи. Тоа значи, ова сега што се објави вчера, и искрено да ви кажам, јас сум навреден, За кое? што во македонската јавна дебата за толку големо и суштинско прашање за нас,
ние добиваме информации преку, па не од некој бугарски медиум, да каже, од БГНС. Ни повеќе, ни помалку, делови од билатералниот протокол, првиот, што сега се вградува во преговарачката рамка, па Вархеј ќе мониторира како работи Комисијата на историчарите, преку вградување на билатералниот протокол, нашава јавна дебата се информира од тоа што го објави вчера БГНС. Молчењето може би понекогаш е злато. Меѓутоа, ако ние молчиме кога е готово, па кога ние ќе имавме дебата, кога ќе имавме расправа во собранието, денес требаше да почне првата политичка меѓувладина. Димитров, Кога планираше владата да отвори една јавна дебата? Министерот и гледам дека тоа борба Министерот вели, па ќе има јавна дебата ако излеземе од рамките на заеднички усвоената декларација во собрание. А кој ќе цени дали сте излегле од рамките? Владата или органот што ја донел декларација? Како граѓанин, вие стоите цврсто зад преспанскиот договор. Чуму трчавме ние со договор со добрососедство? За да ние имавме проблем со два соседа, Добро. двата соседа и во НАТО и во ЕУ. Каде е За да се свртиме кон едниот и да пробаме да го решиме вистински, важно беше да немаме два проблеми истовремено. Добро, но чекате сега. Сега. Внимавајте сега. Добро. Вие поставувате референдум, не вие владава. Дали сте за промена на уставното, за влез во Европската унија и НАТО, со промена на уставното име, поводеше кампања тука Европско здравство, Европско образование, видов вчера какво е Европското образование. Европската унија уште еднаш ја покаже онаа, да не се изразам вулгарно, иако ми доаѓа вавилонска, да не кажам што. Лицемерие. Да. И двојни стандарди. И Јас искрено не мислам дека Бугарија стои во целата оваа приказна, дури мислам дека Бугарија е само машата. Целата приказна почнува од онаа промена на методологија на Макрон, па потоа Германија презеде, кога презеде председателството, правеше крупни чекори, меѓутоа сето тоа беше ние многу сакаме да дадеме решение, ама не дозволуваме да најдеме решение и доаѓаме до една ваква ситуација. Ја не можам да го разберам поривот право на тие големи сили. Не може да ме убеди некој дека ако сака да го реши прашањево и да се крене ветово, дека не може да го направи тоа. Па ако треба и Ескобар да се Јас сум бил сведок. Демек, баш вашето време дојде кога треба да се реши прашањето за да влеземе ние во НАТО. Ние сме мала држава. Ако решиле... Има една морате голема да разлика меѓу ЕУ и НАТО. Во ЕУ има една земја што, која бев еднаш во Холандија, велат, ние ве поддржуваме. Ова беше пред Букурешки самит. Значи негде 2007. 2007, да. Бев сум бил во Хак. И они викаат, ние ве поддржуваме. Ама видете вие што ќе ви каже таа земјата што е малку поеднаква од нас во Алијансата. Има град што почнува на В, а завршува на Н. Добро. Вашингтон. Да. Така да. Така што големата разлика таму е што има една сила која што не носи само одлуки, туку тие одлуки ги спроведува. А темек сега Европската унија носи само одлуки. Па сега да свирне Ескобар ја носат одлуката. Сега да видиме искрени, мислам малку е Начинот брутално. како функционира носењето на одлуки во Европската унија очигледно не баш дека функционира. И за проширувањето, Добро. и за надворешната. Затоа Шолц и денес вели, ако сакаме ние проширувањето кон Балканот, да го третираме сериозно, мора да има реформа на начинот на носење одлуки. Германскиот канцелар. Меѓу другото, таа позиција е резултат на ова бугарсково вето. Ние сега на брзина ќе кажам, че многу е комплексна темата и малку рипаме од аспект до аспект. Во вашето прашање начнавте околу договорот за пријателство и како сега дојдовме до овој проблем. Ба да, Проблемот на Бугарија со македонскиот идентитет се разбира дека не е нов проблем. Тој е наратив уште од времето на комунистичкиот нивен лидер Тодор Живков. Потполно истиот наратив. Тој се разбуди, излезе на виделина и се растрча наоколу отпорот кон македонски идентитет, пред се кога се затвори проблемот со Грција и се потпиша Преспанскиот договор. Една теза вели, сакаат и они таков договор широк и се опфатен, ама има една втора теза што малку се кажува.
македонскиот јазик си остана недопрен и се затвори личната карта во Обединетите нации. Штом се затвори Преспанскиот договор, правните служби во Брисел изготвија едно упатство за обраќање кон нас. Нели се затвори прашањето. Добра. И таму вика: долгото име на оваа земја е Република Северна Македонија. Краткото име на оваа земја е Северна Македонија. Придавката за оваа земја е македонски за државните институции на Северна Македонија. Јазикот им е македонски. Државјанството им е македонско, коса црта, граѓани на. И реакцијата на Бугарија не исклучувам, посебно на крајно на политичките сили кои што на некој начин живеат и туркаат агенди од минатиот век, за жал, не од овој, дури може би од предминатиот век, 2 века наназад, си викаат, они го затворија прашањето со грците, како македонци кои зборуваат македонски јазик. Таа работа нема да помине. Тоа може да е исто така, плюс локални избори, битки, меѓу корупцијата и владењето на правото и така натаму, и ова прашање има емотивен набој, што може да трга, да се користи и во нивната една внатрешна ситуација на што сме сведоци деновиве. Тоа што јас се борам е против очајот. Ние сме целосно во право. Нашата позиција е кристално втемелена на европски принципи и најпарадоксално е што ако го прифатиме овој предлог, македонско-бугарските прашања, амбициите на Бугарија исто така нема да бидат остварени. Ние нема да можеме да се смениме. Така е. Ние ќе се бидеме македонци. Ама почесно читање на сопствената историја, со поголема самодоверба, нема да се случи. Бидејќи сме под уцена, бидејќи сме под присила. Оваа тактика на Бугарија кон Македонија произведува само отпор. Тоа што ние го почнавме со Комисијата за историчарите, па ние направивме нивната работа невозможна. Бидејќи они сакаат камо резултат за ова, камо резултат за... Ворете тоа, ако Европската унија е доблесна, може би некако држава треба да ја понудиме сега на Европската унија да не биде па Албанија заложник, да ја пуштиме Албанија за да не направи. молчењето. Ако чекаме сите да кажат и ако Бугарија каже да, врз кого ќе биде притисокот за да се затвори, иако е лажно затварање на проблемот. И не наноси никаде. Да. Сите ќе се нафрлат воз нас. Ако пак Бугарија го одбие, а ние молчиме, следниот предлог каков мислите дека ќе биде? Повеќе кон македонските позиции или уште повеќе кон бугарските позиции? Имаме искуство од такво чекање. Прашањето е. И каква демократија сме ако за волку крупно прашање сите документи не се објавени и нема да не само во парламентот. Имаше еден експерт од Брисел пред некој ден во интервју за наш медиум, вели, абе во кафулиња, во кафичи треба да се разговара за ова. Мора да има таква широка дебата за волку крупно прашање. Па ние и на кафичи на Facebook сегде збориме за ова. Како може владата сама за оваа работа да одлучи? И се извинувам, владата со клучните луѓе вклучени во ова прашање има прилично деликатен демократски легитимитет, бидејќи не биле на избори. Премиерот и неколку членови на владата го црпат демократскиот легитимитет од своите партии. И се разбира гласани во собранието, ама не биле на избори. Добро, сега ќе ве обвинат дека не ве ставиле министер, па ги критикувате, но не is. Не поминува веќе таа работа. Сакам да прашам, овој предлог е лош и не треба да се прифати? Овој предлог, ако се прифати ваков каков што е, ќе не однесе во ќорсокак од кој што нема да можеме да се Дали е извадиме. вистина дека пишува македонски 2? Ние го гледаме сега кај луѓето. На јазикот македонски 2, со фуснота 2. За јазикот е споменат на 2 места. Во преговарачката рамка се вели сите документи на Европската Унија, законодавството, аки, ќе биде преведено на македонски и земјата ќе има доволен број преведувачи за да се ги врши обврските и правата во системот на Европската Унија. Чиста ситуација. Во преговарачката рамка. Добро. Па се извинувам, ако таму не беше чисто, тоа го руши Преспанскиот договор, оти не може да има Северна Македонија без македонски јазик. Тргнете го македонски јазик, нема Северна Македонија. Тоа се двата столба на
Преспанскиот договор. И Европската унија и било која друга земја членка ќе го крши меѓународното право. Бидејќи нашиот јазик е наша работа. Така што тоа е не може да биде тоа крајната цел, тоа е наша и не разговараме ако таа работа ја нема. Сега македонскиот јазик е споменат на уште едно место. Во отварачката изјава на ЕУ, што ќе се чита на оваа првава што е за домашен фолклор смислена, утешна меѓувладина, што не ги отвара преговорите. Како што е сега предлогот. Политичката меѓувладина. Во таа изјава вели ЕУ, значи сите, нотира дека Бугарија има намера да достави и тоа ќе биде во записникот од првата меѓувладина конференција свое разбирање за македонскиот јазик. Што значи тоа? Тоа значи дека од хеликоптер, а тој документ не е баш хартија што ќе се чита и ќе се фрли. Отварачката изјава на ЕУ и преговарачката рамка заедно ја прават генералната позиција на ЕУ за нашиот процес. Тоа не е изјава што вика цел ЕУ ја прифаќа бугарската позиција. Ја нотира. Темек забележува дека Бугарија има проблем со македонскиот јазик. Како ние ќе го менуваме нашиот устав по желбата на Софија, ако Софија има проблем со јазикот на мнозинството граѓани во оваа земја, на македонскиот народ. Ако тоа они го направат и ја тргнат таа забелешка, тогаш веќе се движиме кон едно правично и издржливо решение. Добро, за крај само, бидејќи имам уште еден гостин. Денко Малевски, колумна за Плюс Инфо, каде што вели, се обидам да го најдам моментот само. Инаку ова совладава ми е, веројатно треба да се адресира, ќе има се нешто околу мене. Мислам дека е ефтин трик луѓето да не слушаат што зборувам, туку да мислат за мене. Кој сум јас во оваа голема приказна? Не, добро, јас исто тоа кажувам, ако е толку моќен Ова е толку голема тема. Ова е толку поголема тема. Инаку, да го решиме ние ова како што треба. Да се собереме малце како македонски граѓани, сите заедно, ама и како македонци, етнички сите заедно, да се одбраниме од оваа агресија, не да побудалиме. Ќе биде многу лошо ако овде имаме сега ЕУ, значи да ги подсетуваме на нивните принципи. После тоа може да отвориме темата ако има интерес, иако мислам дека е прилично смешно, па ќе разговараме. Јас и во оваа влада ќе го држев овој став, меѓу другото затоа не сум во оваа влада. Затоа што мојот став стана проблем и за претходниот премиер. Тоа е целата приказна со мојата. И сега, јас најавив уште во јануари се што може да се случи. Како толку близки како најавив, така се случи. Како толкава близина на Заев со Борисов, на Димитров со Захаријов, едно се случи ваков неумесен. Кабаето така и нив. Добро. И го објаснивме со Јавнете го бранот, вели Денко Малевски, заробеници на неумерениот збор, ќе имаме сериозен проблем како да му објасниме на народот дека договорот влече напред кон членство во Европската унија, дека треба храбро да го јавнеме бранот. Бранот не носи назад. Знаете, она кога има ветре дури во Охридско езеро и па мориње исто. Нели има различни струи, па ветар, па овој бран не носи кон брегот. Не носи подлабоко. Некај Черно море. Некај Црно море. Овој бран не носи некај, ама баш е така. Овој бран буквално не носи кон Црно море. И ние сега, ако сме толку очајни, а ние дури немаме време, дури и со вас, и ако сме сами, да зборуваме пак дали воопшто има вето кон целиот Балкан за вистинско зачленување. Ние од што не можеме да ги почнеме преговорите 17 години, фокусирани сме како да ги почнеме кон првиот чекор. Ние сме одговорни на народот да му понудиме опција да ги завршиме преговорите. Европската унија во моментов не знае дали една земја членка може да влезе. Добро. Значи, ние се тепаме да седнеме во понапред во автобусот, а автобусов нити има возач, нити има тркала. Нити има намера да тргне. Тоа е дебата на која што јас работам сега во невладениот сектор со еден австријски институт во Виена, со 15-тина
think танкери, универзитетски професори и така натаму, даваме совети на Европската Унија како да го поправат проширување кое што е расипано. Проширувањето во моментов не функционира. Тоа па е друг муабет, ама немаме време пошто сме притиснати. Димитров, ќе ве повикам пак, ќе следиме што ќе се случува. Така Ви е. благодарам што бевте гостин во студио 10. Благодарам на можноста. Кој свати, кој сакаше да свати. И поздрав до сите гледачи. Никола Димитров, поранешен министер за надворешни работи, поранешен вице-премиер за европски прашања.